И тие кажа, разберете го ова, господине Темелковски. Вие правете го тоа што сметате дека треба да го правите. Ние ќе го правиме тоа што сметаме дека треба да го правиме. Но знаете дека ќе работиме против вас за да не бидете повторно избран на следните избори. Така, анимираниот Луи Темелковски, првиот член на канадскиот парламент со македонско потекло, им раскажа на присутните на конференцијата на Обединетата македонска диаспора за патот што го изодел до признавањето на Македонија од страна на Канада во септември 2007. Кога имал прилика лично да му се заблагодари на премиерот Стивен Харпер, дознал за големиот притисок од грчкото лоби да не се донесе таква одлука. Темелковски му ја ставил раката на рамо, раскажува тој, и му рекол: Господине премиер, македонците се зад вас. Темелковски навистина ги изгубил следните избори, но неговата заслуга диаспората ја овековечи со награда за јавна служба, за која тој вели дека им припаѓа на сите македонци. За цел македонски народ, целата работа што во минатите 6-8 години ја имаме изработено тука во Канада, во диаспората за Македонија. Романија во моментов е единствената членка на Европската унија и НАТО што официјално го признава македонското малцинство во земјата. Голема заслуга во тоа има Лијана Думитреску. Обединетата македонска диаспора и се заблагодари со признание за работа во областа на човековите права. Имено во 2002 таа успеала македонците да бидат ставени во официјалниот попис на Романија и во 2008 издействувала да се добијат државни пари за образованието на македонски јазик во основните училишта во Романија. Таа е автор на книга за историјата на македонското малцинство во Романија. So, Bharat Macedonci. Hello everybody.